Порано професор, а сега пензионер, но од секогаш пасиониран влюбеник во автомобили. Тоа е Дионис Башлаков од Неготино, човекот кој на старите автомобили им го продолжува векот, кога од нив сите други одамна кренале раце. Огромната љубов кон старите превозни средства од хоби ми прерасна во обсесија, вели овој 61 годишен биолог од Неготино. Ја поседува целата колекција на автомобили од марката Opel од 1950 до 75-та. Башлаков ги купува старите Opel, а потоа ги дотерува и од нив создава примероци кои изгледаат како што туку да излегле од фабрика. Голем дел од оние што ја следат мојата активност веќе ја сваќаат суштината на моето хоби и не ме прашуваат што ќе ти се овој возил. Башлаков цели 20 години ревносно ја создава својата колекција на олтајмери. На неговиот плац кој го купил само за да ја чува оваа вредна колекција на автомобили се паркирани 60 годишниот Opel Olympia, 90 на други автомобили, 35 мотоцикли, булдожер и 2 трактори. Тој ја има и најстарата едрилица во земјата Делфин со распон на крилата од 16 метри. Не ги купувам за бизнис, за препродажба, за профит, туку со единствена желба да во Неготино направиме еден музеј на стари автомобили, кој што на Македонија може да стасува. Колекцијата е импозантна и заслужува внимание. Сите олтајмери Башлаков ги купил. Така најефтиниот примерок го чинал 200, а најскапиот 1500 евра. За цената не секогаш успевал да се договори со собствениците на стари Опели. Искуството на Башлаков говори и за тоа дека наместо кај него неколку стари Опели завршиле во отпад, оти собствениците не ја разбрале неговата љубов и од нив не успел ниту за пари да ги купи. Бев често пати мета на критики, подсмев, презир, иронија. Да каде што ќе ти се овие стари канти, продај ги во отпад, купи си една кола, качова, ги вози си така натаму. Но минатата година, 12-та, веќе за прв пат во Македонија во 4 града се одржаа изложби на стари возила, што е доказ дека Македонија се буди. Од колекцијата сепак за најдраг примерок Башлаков го издвои примерокот на автомобил од марка Буба. Го добил на подарок од своите ученици. Тие го купиле, го донеле во гимназискиот двор, го обвиткале со црвена панделка и со зборовите "Среќни пензионерски денови" му честитале на својот професор. Така ми заврши последниот работен ден, раскажа со солзи во очите Башлаков. Најголемата сатисфакција во мојот живот и која што не може да се мери со ниедно друго признание, како што е овој подарок, кој што многу ми значи и мислам дека ќе ми биде најдраг спомен во целиот живот. Сега овој колекционер сонува да отвори музеј на стари автомобили и во него да ги изложи сите примероци што ги има, ама и да успее да ја збогати колекцијата со еден тенк, а во неа, додека е жив, секогаш место ќе има за најретките модели на автомобили и моторцикли во светот.